И вчера 12 лица во Полошкиот регион со решенија за изолација не биле пронајдени дома при полициската контрола. 10 од нив се од Тетовско и 2 од Гостиварско. Портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски информира дека досега се регистрирани вкупно 101 случај на непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Полициските службеници откако ќе утврдат дека лицата не се дома, најчесто добиваат информации од соседите дека отпатувале надвор од државата, во други земји кои престојуваат или работат. Од МВР велат дека не можат да потврдат колку лица ја напуштиле државата затоа што не водат таква евиденција. МВР не води евиденција за тоа колку лица на кои им била определена мерка изолација и самоизолација ја напуштиле државата, од причина што полициските службеници единствено преку контролите во домовите на овие лица може да утврдат дали тие ја почитуваат забраната согласно евиденцијата на Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Системот на МВР е централизиран и ги содржи податоците за контрола на патници и возила и не е во корелација со ДСЗИ. Токму недисциплината на граѓаните доведе во овој регион да има голем број заразени со коронавирус. Здравствените власти засега не планираат дополнителни мерки кои ќе важат на локално ниво. Ние ги разгледувавме, ги разговаравме со колегите, со дел од експертите овие мерки и заклучокот беше дека засега не. Сепак е тоа една голема рестрикција, сепак ставаме акцент на вакцинацијата како еден процес кој што и треба да го зголеми колективниот имунитет, но и да го спречи ширењето на вирусот. Вклучувајќи ги овие градови, кај што е најголем бројот на пациенти и диагностицирани и оние кои што се хоспитализираат, а имаме предвид дека воедно таму е најмал опфатот со вакцинација. Граѓаните пак бараат построги мерки. Построги, најстроги што може да биде. Гледа што се дешава у Тетов хаос, Вухан станатме. Ови мерки што се сегашни, уште поштри треба. Зошто многу мина мислат дека ова е шала, играни. Многу мина не веруваат на ова. Построги обавезно, без друго. Исклучиво тоа, треба построги мерки. Треба построги мерки. Не може више вака. Верувајте и народот се исплаши. И медицинските лица велат дека треба да се воведе карантин за да се спречи динамиката на ширење на вирусот. Апелираат и на поголема лична одговорност до граѓаните во однос на носење маски, одржување дистанца, хигиена, но и вакцинација.